оценка. Силјак 1. Кој ќе го среди сега овај бучкуруш? Ајде кажи ми кој ќе го среди сега овај бучкуруш? Мага редно, само уште еднаш ако те фатнам да не пишуваш домашно. Леле, само ако те фатам. Знаеш ли какав ќотек изедеш? Сцената што ја гледав денеска кај мене предизвика болна реакција и не само сега, тоа ми се случува истото и дома. Многу пати кога ќерка ми ќе дојде, ќе ме гушне, ќе ми рече зашто тато понекогаш се дереш, ние не го заслужуваме тоа. Истото го правам и ја и верувам дека многу родители истото го прават, несвесно повредувајќи ги децата, секако го памтат тоа. По природа сум голем борец, но и многу сентиментална. Така да ова денеска што го видов на некој начин исто така ме погоди доста како родител, затоа што сигурно сите ние се најдовме во еден дел, ако не повеќе од овие сцени денеска, и затоа и треба да се подобриме. Јас сметам дека оваа работилница не треба да ја гледаат само сегашни родители, туку и сите идни родители, и баби и дедовци, за бидејќи е пример за тоа како не треба да се облекуваат и моделираат нашите деца, бидејќи ние сме нивни рол модели и сметам дека свесно или несвесно навистина многу ги повредуваме и ги полниме со негативна енергија, која потоа тие ја покажуваат надвор во училиште, на улица. Сега ја видов нивната болка, нивната потреба, нивната страна, она низ која што они поминуваат. Кога ќе им се развикаме, кога од целата нервоза што сме ја собрале од денот ќе истуриме на нив. Не е срам некогаш, ако треба да купиме и некоја литература, да се доучиме за тоа да бидеме родители како што треба. Ние како родители треба да се едуцираме, да пренесеме добра порака на децата, да го видат доброто од нас, за утре и они кои ќе бидат родители, да не постапуваат така гледајќи на нас како сме постапувале со нив. Навистина е важно да поминуваме повеќе време со нив и да ги почитуваме како личности. Понекогаш им треба само малку љубов и почит.